Повлекувањето на грците од Струмица табак како последица го затвори откупниот пункт во монополот во Кочани, кој во изминатите години се активираше во текот на откупната сезона. Ваквата ситуација доведе до блокирање на откупот на тутунот од кочанските производители, што им го искомплицира продавањето на произведените количини. Наместо во објектите на некогашниот монопол, тутунарите балите со тутун сега мора да ги носат во соседните градови каде функционираат откупните пунктови. Па вака, откупот на тутун за ове годишната реколта е започнат, меѓутоа, на жалост, мораме да кажеме дека пунктот што обстојуваше во Кочани е затворен, така да откуп на тутун во Кочани нема да се врши, остануваат на располагање на тутунарите два пункта кои работат во овој период, и тоа еден пункт е во Виница и еден пункт е во село Кармици. Па да ви кажем, право откупот тече, меѓутоа со оглед на тоа што производството на тутун е доста намалено во нашата општина, немаме некои конкретни податоци, затоа што се работи за мал број на луѓе, меѓутоа некои имат предавано до сега, така да динамиката е спора. Новата ситуација им создава дополнителни транспортни трошоци на земјоделците кои никој не им ги покрива. Тутунарите во шега велат добро е што сме малку на број и со мали количини, па некако ќе го предадеме тутунот, и потенцираат дека без квалитетни кооперативни односи нема реални можности за одгледување на оваа захтевна култура. Инаку ваквата политика води кон стагнација и исчезнување на тутунот од полињата во Кочанската котлина, бидејќи интересот на земјоделците од година во година е се помал. Годинава тутун одгледуваат 30 до 35 земјоделци, и тоа на мали површини, што е своевидна најава за негово целосно исчезнување. Меѓутоа, климатските промени кои диктираат промени на сеизбената структура и преориентација кон култури кои се мали потрошувачи на вода може да влијаат за постепено враќање на тутунот во полињата. При тоа не смее да се заборави ниту фактот дека младите од селото мигрираат на запад, па речиси и не остана кој да го работи, бидејќи бара ангажман од 10 месеци.